Добре дојде во студио за Бранимир Јовановиќ, Институт за општествени и хуманистички науки. Вие бевте приведен пред неколку дена по протестите, кои, иако не беа насилни, сепак одлежавте една ноќ во притвор. Зошто бевте приведени? Што се случи таа Мала ноќ? корекција, не бев во притвор, бев само приведен во полициска Добра. станица. Разликата е битна затоа што во притвор е многу полошо. Што се случи таа ноќ? Па ништо посебно. Излегавме на протест, на мирен протест. Протестот ескалираше. Луѓето почна да ги кршат прозорците на канцеларијата на Ѓорѓи Иванов и на Министерството за правда. Полицијата интервенираше и ме приведе. Многу едноставно. Јас не бев вклучен во таа толпа, значи ја не кршев, не фрлав ништо. Така што ме ослободија, нема никакви докази против мене, нема основа за покренување на кривична постапка и се заврши во ред во тој Ви аспект. образложија зошто Да, приведувањето беше, приведен? приведувањето беше заради основано сомнение за учество во толпа. Тоа значи дека си фрло јајца, не знам, камења, не знам точно што, меѓутоа од прилика тоа е тоа. Како ја докажавте својата невиност? Не, тие треба да ја докажат вината и нема докази за да ја докажат вината, Да. нема никаква снимка дека јас сум правел нешто. Има веројатно снимки дека сум бил лице в лице со полицајците, дека во оние турканици сум морал да се бранам од штитовите, меѓутоа тоа не е кривично дело. Да. Така што тие нема никаков доказ и затоа ме пуштија. Сакам да истакнам дека таа иста ноќ беа приведени 12 други лица, некои од нив има одредени повреди при приведувањето. Например, Горјан напише и колумна за тоа, беше повреден во брадата при приведувањето. Имаше едно друго лице кое што не сакам да го именувам за да не знам дали сака да биде именувано, кое што имаше повреда на ногата. Да, ногата му беше, не знам, шината или нешто така. И веројатно ќе покренат некакви Не сум сигурен. действија. Не сте сигурен. Не сум сигурен, да. Со вас беа коректни. Со мене беа коректни, да, и тоа е доста изненадувачки. Сите во полициската станица беа многу коректни. Дури разговаравме за лични работи, за животот, па дури за политичката ситуација, што мислам дека е позитивно и што всушност мене ме натера да напишам онаа колумна "Спуштете ги штитовите", затоа што ја чувствувам дека кај полицајците нешто се крши. Чувствувам дека полицајците се на наша страна. На полицајците веќе има преку глава од служење на овој криминален режим кој што работи само во свој личен интерес и дека е само прашање на време кога ќе му откажат, кога ќе се приклучат на народот. Добро, и не е тоа причина заради тоа што, иако е формален, но сепак останува министер Оливер Спасовски, сосема е друга. Не можам да знам. Причината? Не можам да знам дали министерот нешто интервенирал, дали имало некакви такви притисоци, тоа не можам да знам. Знам дека полицајците беа многу коректни и дека се виде дека им е навистина смачено од ова владење. Добро, вие сте повторно на улиците, на улица. Се разбира. Повторно протестирате, Се разбира, не се плашите од ново Нема што да се приведување плаши. или... Не, мислам, како што не се плашев од ова приведување, нема зошто се плашам и од следното. Евентуално, јас идам на мирни протести, на ненасилни протести, нема да правам никакви насилни действија, нема да правам никакви кривични дела, така што немам страв. Моје уставно право е да излегувам на протест, тоа никој не може да ми го забрани. Да, и ќе бидам на улиците се додека не падне овој режим. Се шкртаат спомениците, еден од нив од 2014 и Триумфалната капија, таму пишува ова кошта 208 на Скопски, тамари, ова да. чини Да. 208 тамари. Да. Прочитав дека некои од провладините медиуми ги критикувале протестирачите за тоа што ги демолирале спомениците од Скопје 2014, ги нарекува вандали протестирачите и слично. Јас би кажал дека се вандали оние кои што ги поставија тие споменици, затоа што за тие споменици беа потрошени повеќе од 600 милиони евра, а со тие пари може да се изградат многу работи. И уште пострашно е од тоа што се потроши 600 и кусур милиони евра, што голем дел од тие пари завршија на сметки во Белизе, кај можете да претпоставите кого. Така што вандали се оние што ги поставија тие споменици, а не оние што фрлат боја по нив. Да. Со одветни пораки до власта. Апсолутно. Да. Последните вести кои доаѓаат од политичката сцена се всушност нови преговори, барање за нови преговори, покана до Виена, до 4 лидери на најголемите политички партии. СДСМ, односно Заев и неговите луѓе,
разговараат со невладините организации, да се заземе еден став, невладините, граѓанските движењата, така натаму, да се заземе став да се оди или не во Виена и доколку се оди со какви барања да се истапи. Да, мој личен став е дека не сме да се иде на преговори во моментов, затоа што ова е практично тайм-аут за Груевски, за режимот, да не го споменам Груевски. Режимот е пред нокаут, режимот е во нокдаун и сега само бара тайм-аут. Бара судијата да ја прекине рундата или над мечот, за да тој добие повторен меч по некое време. И опозицијата, тој СДСМ, не смее да наседе на овој трик, мора да ги одбијат преговорите и да се продолжи со протестите. Мислите дека со протестите Груевски ќе замине од политичката сцена? Единствено така може да замине, затоа што замислете што ќе се случи ако се отиде на преговори. Имаше цела година скоро протести, Груевски не замина. Зошто мислите дека овој протестите пат таманкога би ја требаше наведнал главата и би си отишол? Таманкога требаше лани да да ескалираат протестите, тоест да го доживеат врвот, кулминацијата, се случи она што сега може да се случи, да се почнат преговори, да се убие револтот. Тоа не сме да се повтори. Грешката од лани не сме да се повтори. Не е лесно да се покрене народот, да излезе на улица, ама кога тоа веќе еднаш ќе се направи, не сме да се прават грешки, не сме да се убива револтот. И затоа викам дека ако сега се отиде на преговори, револтот ќе биде убиен. И тоа не е само мое мислење. Видете што пишуваат луѓето на социјалните мрежи. Скоро сите јас што ги прочитав влијателни лица, се против идење на преговори. Луѓето со кои што разговарав вчера на протестот, скоро сите беа против водење на преговори. Тоа едноставно, не знам, на сите им е јасно дека ова е очаен потег на режимот за спас. И затоа ќе кажам дека не сме, ќе повторам, не сме да се оди на преговори. Не мислите дека со политички одлуки, политички решенија се донесуваат со преговори дури во време на војна? Ќе мора да има преговори, се разбери, капитулациите се подпишуваат на маса. Ќе мора некој да се седне на маса со режимот. Само не е сега моментот. Тоа ќе треба да се направи кога ќе биде јасно дека режимот е поразен. Кога режимот биде поразен, тогаш ќе биде поразен? На улица. На улица. Како замислувате дека Груевски ќе излезе од ВМРО-ДПМН како лидер на владеачката партија и ќе мафне со некое бело знаменце и ќе каже јас капитулирам? Тоа нема да го направи на тој начин. Но премногу романтично гледате политиката. Не мора така да се гледа. Мора така да се гледа, би го цитирал тука Че Гевара, да бидеме реални, да го бараме невозможното. Но пасаран, како што кажа Фатиме вчера, нема лабаво, мора да продолжиме радикално, нема поинаку. Гледам дека провладините медиуми... Радикално, кога велите, мислите на што? Провладините медиуми спомнуваат некакво си украинско сценарио во Македонија. Јас би кажал дека поблиску до нас е исландското сценарио. Ние мора да излеземе како што излегу исланѓаните на улица и така со ненасилен протест да го бутнеме режимот. Исланд е една од најстарите демократии, тоа знаете. Па добро, Крушевската република е една од најстарите републики во... Политичката култура е сосема различна од македонската, добро, но прашањето е дали ние сакаме да бидеме Исланд. Тоа е ваш став. Прашањето е дали сакаме да бидеме Исланд. Јас мислам дека повеќето луѓе сакаат да бидат Исланд, и ако сакаме да бидеме Исланд, треба да се однесуваме како исланѓаните. Во Исланд излегоа 10.000 луѓе на улица и премиерот си поднесе оставка. 10.000 луѓе за Исланд кој што има 660.000 жители, во Македонија значи 60.000. Тој рече дека ова не е конечна оставка, тоа го знаете. Океј, меѓутоа сакам да кажам дека кај нас е потребно да излезат околу 60.000 луѓе на улица, ако треба во подолг период, неколку дена, за да се случи тоа што се случи. И Груевски ќе излезе и ќе каже се повлекувам. Да. Да? Така замислувате? Да. Дека одат работите во политиката? Нема тоа да биде толку... Не, има неколку сценарија, сега сериозно да говориме. Има неколку сценарија. Едно од нив, како што велите, украинското сценарио, но наметнато, тоа се сценаријата за кои се шпекулира, но наметнато од власта. Се уфрлуваат, например, провокатори, како што беше случај тоа пред неколку дена, за да безмалку да избие братоубиствена војна, можеби пресилен зборот братоубиствена војна, но да дојде до некакви судири и конфликти. Она што го клучната состојка на украинското сценарио е инволвираноста на меѓународната заедница. Тие сака во Украина да се случи тоа заради геополитички интереси, тоа е заради спротивставување на интересите на Русија и затоа ги поддржаа протестирачите и затоа дојде до такво нешто. Кај нас го нема тој момент.
нашата револуција, да ја наречем револуција, ако веројатно тој е прејак збор, нашето движење е чисто движење, немаме никаква поддршка од никаква меѓународна заедница или од никој друг. Ова е едноставно спонтан револт на народот. Граѓаните веќе не можат да ги трпат неправдите и излегуваат на улица. Мислам, само сетете се само како дојде до ова. Ѓорѓе Иванов донесе одлука за аболиција, неколку лица пиша на Facebook, на социјалните мрежи, ја идам денеска на протест во 6 часот пред СЈО и се собравме. Никаков план немаше, никакво ништо, никакви странски служби, никакви други работи. Ова е едноставно најспонтан, најчист револт. Добре, јас благодарам што бевте гост. Јас на поканата.